Главни личности во ослушување били најавени некои би рекла и театарска представа, се студентите, средношколците, и тоа исклучиво македонци според националноста. Главна дилема напаѓа кои се сценаристите и режисерите. Според, иако вообичаено како за секоја представа и нашава, што веќе 8 дена се изведува на улиците на Скопје, има критика. Таа по правило некогаш им се допаѓа, а некогаш не на актерите, режисерите и публиката. Слушнавме многу информации и дезинформации. Во интерес на вистината, ако до неја воопшто може да се допре, ви поканивме главните личности или луѓето кои директно или индиректно се обврзани во протестите. Во студиото на Еден телевизија вечерва се господин Дима Вилковски, председател на Сојузот на студентите на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, господин Маријан Маџевски, генерален секретар на Младинскиот совет на Македонија, господин Антонио Милошевски, член на извршниот комитет на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, господин Лазар Емиловски, генерален секретар на Социјалдемократската младина на Македонија, и господица Мирјана Китановска, председател на Сојузот на студентите на Педагошкиот факултет во Скопје. Добро вечер. Лjubiите протести, иницијатор е Сојузот на студентите на Педагошкиот факултет. Причината за која што се организираат е донесениот закон за употреба на езиците на националностите на Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје. Сметаме дека законот е противуставен и се обидовме на начин на кој што се случува да останеме во одбрана на Уставот, што не значи дека има друг начин да се обидуваме да реализираме нашата цел. Ние во Социјалдемократска младина воопшто не се осеќаме за учесници во протестот, во протестот напротив. Ние за време на донесувањето на законот, на седницата на високиот на Централниот одбор, одлучивме да го поддржиме законот, бидејќи сметаме дека дава тоа е еден вистински начин за интеграција на оние групи, недоминантни групи како што се малцинствата во општеството. Понатаму целиот протест што се случува, мислам дека воопшто не одговара на одредени принципи за кои што се залага Република Македонија за претварање на незиниот систем во демократски систем со почитување на правата на националните малцинства што се гарантирани тоа што знаме со светските документи да не ги набројаме. Уште повеќе ние сме огорчени поради самиот начин на протестот. Мислам дека премногу националистички се обои и ксенофобично. Така да ние издадохме сообщение од страна на Социјалдемократска младина и мислиме дека за цела оваа работа стои како прво одредена голема дезинформација, мислам дезинформирани се граѓаните дека не се на суштината на работите, и како второ мислам дека цела оваа ситуација искористена и е политички инспирирана од најголемата опозициона партија во државата. Нејзиниот подматок. Господин Телиновски, представникот на поминавањето на најголемата опозициона партија. Да. За протестите не би спомнувате за службениот јазик и за гарантирањето на правата на малцинствата на учење на својот јазик во основното средно образование. Во Уставот стои норма дека високото образование се регулира со закон за високо образование. Со самото тоа што се донесува парцијален закон за еден факултет, самото тоа е противуставно, без оглед да не наблюдуваме во прашањата на јазиците на националностите. Затоа што колегата од помладокот на СДС говори дека протестот е националистички и ксенофобичен, би сакал да го запрашам ако може да му дефинира што е тоа ксенофобија. Страв кон странците. Да, тоа е страв кон странците, омраза кон странци. Јас воопшто не гледам во Македонија дека постојат странци. Ние сме сите граѓани на оваа држава. Со помош на медиумите и со помош на тие политички гарантури кои го протурија тој термин ксенофобија
Истите тие, социјалдемократската младина и младините што ги поддржуваат, во Македонија припознаваат странци. Значи, албанците, кои воопшто не се засегнати во протестот, за нив се странци. Добро, тука се другите термини, шовинизам, меѓунационална напнатост, тензија, има различни термини, не само напнатост. Овој протест воопшто не е антиалбански. Ние имавме повик на пресконференцијата, каде ги повикавме студентите албанци да ни се приклучат кон протестот во барањето за донесување на квалитетен закон за високо образование кој би ги задоволи европските стандарди. Што велите на обвинувањето на младите социјалдемократи дека стоите за протестите? Дека ВМРО ДПМН стои за протестите? Да, како сценаристи и организатор. Логиката е следнава. Денеска имам во Нова Македонија еден вид на потерница, не потерница, туку разобличување на организаторите на протестот, каде што сме во небездокритен план Филип, Димитар и јас, како членови на извршниот комитет на Униона млади сили. Логиката е следнава. Граѓанинот во Република Македонија има право за гарантирано со устава да биде член на политичка партија. Пред се, јас сум индивидуалец и граѓанин на држава. А потоа јас одбирам дали ќе бидам студент, член на политичка партија и така натаму. Моето членување во политичка партија воопшто не кореспондира со моето студирање. И заплашеноста и вознемиреноста на актуелната водачка гарнитура е во тоа што тие резонираат на следниот начин. Ако тројца млади од Униона млади сили од ВМРО ДПМН успеаат да се инфилтрираат и да организираат протест наводно поддржани од мрачните сили во штабовите на таа партија и да во еден момент со помош на педагошка академија извадат на лица 1000, 10.000 и во крајен случај 20.000 млади луѓе кои ги барат своите права, што би се случило тоа што целата партија би останала за тоа.